препознатливи во локалната средина по доброволната работа или модерно кажано волонтерството, но и акцијашите ветерани се препознаени надвор од државата. Бевте учесник на една многу значајна работна акција веднаш по поплавите во Република Словенија. За тоа сте наградени. Благодарам. Значи, на повик на нашите пријатели од Република Словенија, поточно на нашиот драг пријател Ненад Лавко, некаде околу 10 август 2023 година добивме покана како Сојуз на акцијаши волонтери на Република Македонија да учествуваме на меѓународна акција која што беше организирана од страна на Словенија за помош на поплавените делови во Словенија. Председателот на Сојузот Борче ме контактираше и во најкус може рок се организиравме од 5 здруженија од Македонија, од Велес, од Скопје, Куманово, Штип и Битола. Заминавме на работна акција која што траеше 4 дена, 20, 24, 25 и 26 август, на 27 се вративме. Работевме на многу работни задачи во Словенија. Бевме поделени ние како водоци во две групи. Една група работеше во подруски простори во куќи каде што беше поплавениот дел. Ние како втора група бевме заедно со председателот на Сојузот, бевме со Скопје и мислам дека беше Аво од Битола со нас, бевме во една фабрика, магазин за чување на акумулаторски кутии пластика. Тоа беше гледка страшна. Некаде 2,5 метра имаше вода влезена во магазинот. Она што беше готова роба, што чува, целата беше однесена по нашево царевка, пченка, кукур, како да кажеме. И ние таа ден некаде околу 36 камиони со пластика ги товаривме и беа изфрлени од кукурузот, од магазинот. Наредниот ден беше прогласен за ударен. Фактички на таа акција дојдоа вечерта и Босна, по која разлика Србија не даде, не знам. Другиот ден кога беше ударниот, ние работевме во најзагрозеното место кое што беше од поплавите, во така наречено Црно, тоа е близу во русска граница. И оно што го видовме таму беше катастрофа. Не дај Боже да се повтори некаде. Рекиче код помало од Тополка, има надојдено и кутното 7 мостеви попат, од 12 мостови 7 беа рушени, значи водата од нивото качила над 4,5 метра и поплавила се што околу неа. Нас ни се падна да работиме на лудна парша за деца. Ако верувате, оние што беа спазгалките за дечињата до пола беа со муј. Оно што се лудачки се беше со муј. Со мокотрпна работа дента некаде ние успеавме да направиме со мала механизација со нас така да тој муј го чистиме и го депонираат луѓето. Наредниот ден работевме во една куќа. Човекот си имаше спасено преку прозорецот од купатилото, кај беше преишен како бегал, не може да се снајде више ротата да отвори, низ купатило, низ жом избегал, село се поплавено, колата поплавена, се поплавено. Не замоли некоја имаше надворешна сталажа, кај што ги чуваше штиците, многу овој штици, тоа се беше однесено. Ја и Борчи, кој беше со нас од не знам уште еден, со донесе материјал човекот, Борче свака му час, знае се, шалата да тернавме, ја дигнавме, на нови греди ставивме, ја покривме и дојдоа луѓе од акцијаши, мислам дека беа со нас од Марибор. Почнавме и ги наредивме комплет. Човекот дури ни бараше за пари да останеме да работиме, нема работна рака, мореа за пари. Јас кога се вратив од Словенија, бев на интервју кај Радио Голди и повика, значи на ден дава просода 150 евра за чистење пари со платено јадење и спиење. Никој не се јави, така да оваа година не покани поново Ненад Лавко како акцијаши. Славеше 5 години од формирање на неговото здружение МДБ Корошка и голема благодарност кој што не изненади сите. Ние не знаеме дека ќе добиеме значки ударнички. Во петокот на приемот на се испаднавме и голема благодарност човекот на нас 8 души што бевме во Македонија ни додели значки ударнички, голема благодарност. Дали имавте прием кај градоначалниците? Остваривте ли контакти со луѓето и со властите во Словенија? Имавте ли такви? Ние во Словенија контактираме со градоначалникот на Рибница на Похорје, ние добра пријател. Кажа дека
има план да дојде да посети и Велес. Ќе видам, тоа ќе биде во текот на идната година, додека мој Ненад Лауко, мој заменик градоначалник на Рибрица на Пахорија. Сега имаше контакти, Борче направивме контакт со Рибрица, тоа што е 7 км подалеку од Рибрица на Пахорија и со тој градоначалник направивме. Само за една илустрација, што значи да имаш градоначалник 7 мандати. Кај што работевме сега, дечкото има 7 мандати, се бори за 8, а овој што е на Рибрица на Пахорија има 5 мандати, градоначалник. Значи, они се, како ти кажам, они се ко една приградска насела Свети Николе, помало Свети Николе. Али тие се сега беа 7 до 2021 година, беа 7 општина во областа Корошка, сега се 12 општини. 12 општини во една област Корошка и луѓето се знаат меѓу себе и право да ви кажам нема што да видиш. Оно што се гледа во Словенија, дај Боже да дојде одека за која година. Бесме таму, не видовме пикавец на земја, не видовме на салфетка фрлена на земја. Тоа е милина да шеташ и да гледаш по Словенија. Тоа е добро искуство да се искористи во нашата држава, во нашата општина. Реков, граѓаните веќе ве препознаваат. Вие сте тие кои што работите на чистење на патиштата од смет, на изградба на поголем паркинг простор во црквичката Света Петка, да. Света Недела. Дали има веќе интерес од младите? Има ли следбеници? Или како да ги мотивираме и останатите граѓани да дојдат и во еден ден, 4 часа, да поминат во доброволна работа, а потоа да седнат и да разговараат меѓу себе, да се дружат. Тоа е вашата пракса. Сега, кратко и јасно, јас бев член во едно друго дружење во Велес, се називавме идеолошки, кои што мислам дека име со треќи нив. Јас по самото формирање на Друженијето Велешка Христијански Велес има во главата и тоа го остари веднаш. Подпишав меморандум за соработка со 5 школи во нашиот град и имав некаде околу 130 млади. Во првата година од активностите не можам да стасам, верувате, со средните школи Колен Делковски и со Хемиско училиште, затоа што се ослонивме со помалата генерација. Во Кирил и Методијско училиште, во училиште Блаже Конецки и во училиште Васил Главинов. Ние веќе имаме 15 акции со младите. Верувате дека децата сакаат, како да ви кажам, од срце сакаат да помогнат да работи да биде за здрава животина. Но ние треба да се погрижиме уште повише, самото општество, самиот град, да можеме да ги мотивираме. Со што да ги мотивираме? Немаме средства, немаме ништо. Одиме доброволно, ги носам, доброволно молиме за сендвич, молиме за превоз, молиме за се. И добро е што има такви донатори што ве почитуваат. Сега во петок, на 15 во петок, одиме да чистиме локалниот пат поново Пашимос Долгирит, благодарение на градоначалникот Горан. Кај него имаме дестинации до сега, благодарение тоа што работиме, годинаме не награди со благодарница општина Чашка по повод денот на Чашка 21 август. Голема благодарност до него, поддржуваш, ни помага, пушти средства за превоз, имаме пушти се. Значи, ние работиме доброволно секаде кај ќе не побараат. Али посебно честни што можеме да помогнеме во комплексот црква Свети Димитрија. На повик на Силвана, Светлана Силвана, на домаќинката што е Горана Света Недела, една прекрасна личност, не замоли ние и таму направивме 4-5 акции. Потоа видоа дека работиме комплет, поканија да работиме во Света Петка. Работиме и сработено е благодарение на Боро Димекс, его паркингот е готов. Значи комплета да капијата на манастирот Свети Димитрија, комплет е паркингот циментиран. Ајде да ги повикаме и родителите на младите ученици или следбеници на ова акцијашко движење, да го наречеме. Ние имаш мислата, тоа ќе беше сега. Значи ние планираме голема акција за пошумување, масовна голема акција за пошумување, сега, само да се малце времето уште да падне повеќе дожд, да може почната да прими влага, да може да насадиме. Сме во контакти со донатор кој што ни обезбедува и маички, ни обезбедува и материјал, ни обезбедува уште една бушалица, така да има општ повик, веќе разговарано со некои директорите во школите, со дечињава заедно, ако не можеме во една ден да собереме 1000 луѓе, постепено. Денес ходиме со еден клас, утре со другите деца, други ден со другото школо, сакаме на потегот на Свети Илија, некаде од
пумпат во базенот за вода што е према Костурница. Ќе го видиме сега теренот уште еднаш со донаторот што е. Сака да биде анонимен. Не сака да се есконира кој е. Како можеме, што можеме, дали може трактор да пуштиме, да пушти да направи бразди, дали ќе пошумуваме багрен, дали ќе пошумуваме борчињето, зависи од теренот, доколку ни одобрат нешто од шумско стопанство Багуна, доколку не ќе одиме на онака, од срце, за Венес. И да ги повикаме да се вклучат Велешани? Тогаш ќе ги повикаме сите. Јас барам пријав началникот, ми рече дека ќе не контактира преку службите, ден денес да не контактирал, чекам да не повика, да му кажеме иницијатива, да дури иницијативавме да правиме меѓународна акција за пошумување во Венес, да го искористиме интернатот, али се уште не сме повикани. Сега и Борче, председателот на Сојузот на акцијаши, има некој состанок на дело од Министерството за животна средина, сакаме да организираме меѓународна акција за пошумување во Македонија. Кој град ќе се јави дека има место да ги смести акцијашите, таму ќе одиме. Дали Велеш, Штип, Скопје, Куманово, било каде да се јават некои, каде што ќе најдеме смешти за луѓето. Не можеме да најдеме смешти. Така да, мислам дека ќе успееме година да бар да насадиме до 10.000 садници на светилија. Да отпочнеме понека етапно, да може да го завишиме градот да остане од Велешки акцијаши, заедно со младите. Пред се младите. Акцент имаат само млади, никој друг. Ќе ги поканиме тогаш заедно со младите да дадат родителите кои се слободни, кои се на работа. Ќе гледаме да повикаме преку невладите организации кои се слободни, кои сакаат да дојдат. Нема љубомора, нема ништо. Кој дојде, добро дојде.